баравте издвојување на вештачењето кое што го поднес специјалното јавно обвинителство. Зошто за вас е спорно ово вештачење? Бевте присутни на самото рочиште и видовте зошто е спорно. Прво е спорно затоа што после изготвено во кривичната постапка, според законот за кривична постапка, има рокови. Имате завршена истрага, подигнато обвинение со тоа претпоставува дека вештачењето е готово. Месец дена после изготвувањето на вештачењето и повеќе имате барање за нови факти да се утврди од Министерството за култура. И потоа тоа се обидува да се ретерира со тоа што има меѓусебна кореспонденција помеѓу нарачителот на вештачењето, јавното обвинителство, и изготвувачот на вештачењето. И каков беше тој коментар во правец, ние бевме изненадени кога вештакот се обратил со допис до Министерство за култура. Како може вешто лице самостојно на своја рака да се обраќа? Него тоа беше обид да се даде законитост на нешто што е незаконито. Во овој предмет градежното вештачење, градежно економско вештачење е повеќе од 700 страници и е една од базите на овој предмет. И затоа е толку битно. И затоа мора да биде од секој можен аспект правилно и изготвено согласно правилата на струката. И исто така приговаравме на истечената лиценца од страна на вештите лица. Постои закон за вештачење каде што ноторно е утврдено каде, што, кога и како и кој може да бара продолжување на лиценца. Не е постапено така, тоа ви е исто така јас како бранител да пропуштам рок за поднесување на жалба. Преклудиран е тој рок, не може да се продолжи.